тоа што ме натера да се занимавам, да продолжам да се занимавам со коњите е тоа што постои една врска меѓу коњот и јавачот и постои едно чувство што го имаш, контрола врз нешто што е многу помоćно, поголемо и 10 пати потешко од тебе и тоа чувство е некако многу ме привлекува. Се занимавам со јавање коњи од свои 5 години. Прв пат сум имал контакт со коњите на 40 дена, прв пат сум се качил на 40 дена, но се занимавам активно со спортот од 5 години. Дарио Граздановски, живеам во населба Дрва, се занимавам со коњички спорт. Завршив во средното училиште ДУФК Методи Митевски Борици, значи спортската гимназија. Имам 18 години. Пред се да бидеш успешен во коњичкиот спорт, треба да бидеш упорен јавач, да доаѓаш редовно на тренинзите и да не се плашиш од падовите. И ако случајно паднеш, да веднаш да се качиш на коњ. Јас сум Леоника Грозановска, имам 14 години и јавам, тренирам и член сум во коњичкиот клуб Анималс. Првак сум на Македонија во прескокнување препони во 2015, 2016, 2018 и 2019 година во категорија деца. Врската меѓу коњот и јавачот е најбитно нешто за да се има резултати или да се има успех. Јас како се врзвам со контакт, значи секојдневен контакт, секојдневно комуницирање со коњот, јавање, дури чистењето, само чистење на коњот или галење, тоа допринесува кон спознавање на таа врска меѓу коњот и јавачот. Љубовта, трпението, разбирањето и долго време со коњот прават врска која тешко се разделува. На младите би препорачал занимавање со било каков спорт. Да го пробаат чувството да бидат на коњ и како е да се дружи со некој коњ, а на институциите да обрнат повеќе внимание на коњичкиот спорт. Коњичкиот спорт е еден од најскапите спортови, а без поддршка од институциите нема да има големи резултати.